Пред да го започнеме интервјуто, ве молам за вашите основни академски податоци. Добар ден, јас сум професор доктор Младен Караджовски, професор на правен факултет при Универзитет Свети Климент Охридски од Битола. Прво би ве прашала за стратешкото планирање. Општините мораат да прават стратешки планови согласно закон. Од каде им се нив индикаторите или податоците за планирање, бидејќи за такви податоци треба истражување? Апсолутно, има повеќе модалитети како да се информираат општините со цел да имаат база за креирање на тие стратешки планови. Прво и основно се разбира пописот на населението, демографската структура, структурата по квалификации, значи каков тип на население, со каков тип на население располага регионот, кои се потребите на регионот, развојни потреби, кои се приоритетите кои што треба да бидат селектирани, бидејќи се разбира за потребни се многу сегменти кои што се треба да се развиваат, но прашање е на кои елементи ќе им се даде приоритет при развојот на општините, да се таргетира она што е најбитно, најосновно и потоа да се пристапи кон изработка на тие стратешки планови. Се разбира, тука не сме да бидат исклучени и научните истражувања кои што можат да бидат правени во различни сфери, во различни области, кои што се предмет на интереси на општините и на граѓаните кои што живеат во Пелагонискиот плански регион. Со оглед дека многу малку средства општините добиваат од државата за обука на вработените, кој би бил изворот на средства за обука на јавната администрација? Досегашните истражувања укажуваат дека најголем дел од обуките кои што се реализираат со вработените и во општинската јавна администрација и генерално во администрацијата во државата доаѓаат преку меѓународни донатори, значи меѓународни средства. За жал, мал е процентот на средства кои што се одвојуваат и од општините и од државата за обука на собствените вработени, бидејќи нормално живееме во динамично општествено окружување, потребно е перманентно надградување на знаењата, на информациите, се менуваат актите, потребно е следење исто така на актите, а за сето тоа треба поддршка за обука на вработените, кои што треба да го следат тој концепт на доживотно учење, односно перманентно и континуирано да го надградуваат своето знаење, да се стекнуваат со нови знаења. И нормално дека потребно е во плановите за работа, во годишните буџети да бидат предвидени такви средства за обука на администрацијата, на тој начин ќе се помогне во развојот на човечките капацитети внатре во организацијата. И се разбира дека и понатаму ќе продолжат да се одвиваат и тие меѓународни обуки поддржани од Европската унија и од други меѓународни донатори, со цел подобрување на капацитетите на администрацијата. Дали мислите дека професорите на УКЛО, кои се занимаваат и со општински прашања и јавна администрација, треба да имаат експертски јавен статус за граѓаните да им подарат доверба во нивната јавна експертиза? Да, многу интересно прашање. Секако дека можат и дека треба, но сепак треба да бидат повикани за тоа да го направат. Ние нормално како професори, како експерти во одредени области, од цел Универзитет Свети Климент Охридски Битола, стоиме на располагање и на општините, и на министерствата, и генерално на државата, но потребно е поголема комуникација од нивна страна, односно потребно е тие да побараат одредена експертиза за одредено конкретно прашање, за да можеме ние да бидеме инволвирани во изработката на таа анализа и за да можеме да испорачаме некаков конкретен и опипив резултат и ефект. Така, дали мислите дека има доволно јавна експертиза, односно искажување ставови за важни прашања од страна на професорите на УКЛО? Да, мислам дека има доволен број на настани, манифестации, конференции, работилници, обуки, каде што се активни професорите на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, во секој во различна област, во различна сфера, каде што се разбира експерт и дека има доволно простор да ги промовираат своите ставови, своите стручни мислења, но се разбира останува на институциите дали ќе ги прифатат, како ќе ги прифатат тие експертски наоди и сознанија, дали ќе ги применат во пракса, дали ќе ги инкорпорираат во нивните документи, стратегии, правилници и така натаму. Значи сето тоа зависи на добрата воља од страна и на општината, и на министерството, и на државата генерално. За искажувањето на ставови мислам дека сега да учи денешниот настан. Да, апсолутно. Еден од тие настани беше и денешната работилница на која се разви доста плодна и успешна дебата и дискусија. Ви благодарам за љубезните одговори. Благодарам и вам.